Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија, добар ден, денеска е 10 март 2017 година. Јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите на оваа фреквенција во следниот еден час. Денеска во студиото имам двајца интересни гости, политичарот Филип Петровски и политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Добро дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добро ме најдовте. Ќе започнам со она што е вака една клучна дилема во изминатите денови. Од една страна имаме високи представници на меѓународната заедница, од Столтенберг, Могерини, Хојти, вчера и германскиот специјален пратеник Хелбах, кои бараат од претседателот Иванов итно да го додели мандатот за состав на нова влада, но пак 10 дена имаме стотици илјади граѓани кои на улиците бараат Иванов да не го стори тоа, за да не дојде до целосно редефинирање на државата. Што треба да стори и што ќе стори претседателот според вас? Филип, повели. Светот драматично се менува. Ми се чини дека сите овие белосветски емисари кои што денес ќе дојдат и утре ќе си заминат, не им е баш сосема јасна состојбата во Македонија. Најголемиот дел од нив се представници или на Европската левица поврзана со Сорос и операциите кои што ги водеше тој преку УСАИД, или станува збор за представници на Германија кои што имаат некои други сметки тука. Апсолутно неприфатливо е наметнувањето на сила на она што го прават. И ми се чини дека тоа што го прават ќе доведе до уште поголем одговор од народот. Ако овие денови има стотици илјади, ќе излезат уште повеќе на улици и ќе се спротивстават на тоа што се прави. Прво се прават две недозволиви работи. Првата работа е победникот на избори му сеускратува правото на победа. Да ве потсетам дека 2008 година имаше мртов човек на изборите во пресметките меѓу ДПА и ДУИ. Имаше 20 на луѓе ранети затоа што ДУИ не прифати 2006 година како победник во албанскиот политички блок да оди во опозиција и вршеше 2 години притисок да се врати на власт по секоја цена, што доведе до пресметки и мртви луѓе и убиства и ранети, што се не само за да се вратат на власт. На некој начин принцип кој што го извојува со крв се напушта, значи тоа е првата работа, му се скратува правото на ВМРО, кој што е представник на околу пола милион граѓани да биде застапено во власта. И втората работа, која што е далеку понеприфатлива, е правењето на албанската платформа и здружувањето на ЗАЕВ со 5 албански партии за една мајоризација врз македонците, што доведува до дестабилизација на државата. А за албанската платформа се надам ќе ми дадете повеќе време понатака да образложам подетално за сите елементи кои што за нас не се прифатливи, како и за актерите кои што се инволвирани, како и за улогата на ЗАЕВ. Муслију, кој е вашето очекување? Што ќе направи претседателот во овој сендвич од притисок од меѓународната заедница и од друга страна притисок од граѓаните кои што се на улица? Претседателот тоа што може да го направи, го прави. Тој го оспорува процесот, излегува вон неговите надлежности, се труди да створи некоја атмосфера така тензична, опасна, ризична, па дури дели од глобалниот систем на големи промени. И ако има свет од големи промени, ние дефинитивно не сме фактор во тоа. Ни сме толку влијателни па да нешто во тоа смениме. Што треба? Он треба да си го испочитува тоа што треба да го направи. Треба на тоа мнозинство кое е формирано да му даде мандат и целиот протокол да си оди мирно и пристојно како што треба. Ние не сме претседателска држава, претседателот кај нас нит бира влади, нит менува влади, нит распушта парламенти, тоа не може да го направи. Верувам да бевме така, он ќе го направеше тоа. Кај нас влада се бира у парламент, ја бираат пратеници. Ако претседателот не го испочитува тоа што треба да го направи, верувам дека парламентот сам ќе си ја преземе својата работа во свој раце. Поради овие блокади ми имаме 3 месеци парламент кој не донел ни еден закон. Од друга страна, пред 2 години слушавме многу така по медиуми дека пратеници земаат плати, не работат. Како никој сега не реагира на тоа дека имаме 120 пратеници кои поради оваа блокада
земаат плата, а ништо не сработуваат. Но тоа е дел од нашиот фолклор. Не мислам дека ситуацијата е тензична. Се сложувам дека 2008 беа комплицирани Соубиства. Да, соубиства. И калашникови пресметки. Апсолутно, и Така. требаше државата да реагира. Тој што повлекува Калашников треба за тоа да се одговара. Во 2006 победникот кај албанците Не беше во власт. не беше ни комунициран, он не беше со него не беше ни преговарано. Тоа е разликата помеѓу 2006 и 2017. 2017 ДПМН и ДУИ не успеа да формираат влада. Ги има бројките, не се договорија. Да ви укажам само дека 2006 тогашниот мандатар влезе во влада со ставови дека ја нема да се бавам со етнички прашања, затоа што бројките тоа му го овозможува. Верувам да он зависеше во тоа време од бројките. Да не збориме за што би било, кога би било и за рекла казала Алберт. Ја не Нешто, спомнам збориме за 2008. Сега 2008 конкретно имаше убиство, значи тоа не е рекла казала. Имаше убиство, имаше ранети, имаше пресметки со автоматски пушки. За да се избори ДУИ, за тој принцип Мислиш на победник избори? со победник, да. Ама на избори ако Што, не се имало сеќаваш ли? Не, види, прво сега да Знаеш не дека- мешаме лонци. Не се Види, меша. ако имало пукање на избори, На тоа- избори беше. Тоа не Па не ли било. беа поништени 50 Па избирачки сега, места? пушти ме да докажам. Ако имало пукање на избори, тоа значило дека некој сакал или да краде или да не краде гласови. А тоа што тие се избориле 2007, затоа што се Кој труди река да го тоа? блокираат системот, затоа што тие не можеа волјата на албанци да искажат преку Тоа влада. значи дека треба ние да го блокираме системот и да не пуштиме ништо да функционира. Системот е Па еве блокиран. ние ќе го блокираме, парламентот нема да може никој Па да влезе. блокирајте го Каде на, парламентот. во Полјана ли ќе се соберат да бираат влада? Филип, ти си бил пратеник, Да. парламентот И не е исто сум- зграда. Исто сум протестирал и пред парламентот. Да. Можно е формирање на само влада надвор од да зградата на дефинираме. парламентот. Супер, тоа сакам да го чуам. Не, само да ама ти може да чуеш од мене што сакаш, јас сум аналитичар, нит ја таму ќе формирам влада, Ти си нит ќе- opinion maker. Јас сум opinion maker. И као opinion ти си maker мегафон, ќе укажам. Ти ги кажуваш работите Ја што се мегафон спремаат. ничи не сум. Јас сум во своето мислење Тоа не е секогаш го точно, кажувам. знаеш, па добиваш пари од USAID. Значи не си свој. Па тука си те свој. чека Филип. Ја Така е. добивам пари од USAID и сега сум во И од работно време. германска амбасада и холандска амбасада. Кој Видиш, се тука си амбасади? сгрешил. Тука си сгрешил, не сум добил пари ни од германска, ни од Од холандска малку нешто. Не од холандска, а второ од USAID ние пари сме почнали сега да добиваме, значи не држи таа Тоа теорија. награда ли е? Не, тоа си е нормална работа. Мојата невладина работи 22 години. И не е таа нит наградена, туку таа ќе спроведе некоја активност своја која е добра за ова општество. И тие пари се туѓи пари кои работните луѓе, што би рекол еден твој пријател, на Америка, ги издвајаат за да направат добро во една држава. Убаво би ние не било го и да се правиме. провери како Кај се нас- трошат. Да, убаво е да се провери и нашите пари како Па се имаат трошат. истражители тука, ќе проверат како ги Па трошат. нека ги истражат, Треба да апсолутно. проверат. Не, Треба да види, тие проверат, не се затоа- држава без темел, тие си имаат своји институции, тие све ќе проверат. Имплицираш дека сме ние држава без темел. Ние очигледно сме држава без отчет. Апсолутно не е Како точно не така. сме? Ја и ти сме преку спротивно од што? спротива од На владата, кој е на перфектно здание, кое коштало многу, а во мојот гостиар нема филтер станица. Така да, за одговорни трошења треба Зашто не тука да направите зборуваме. платформа у која што ќе се угради филтер станица, а не албанска Ова ќе платформа? го преориентираш на албанските политички партии. Па еве, Добре, Ја ајде да кога видиме сум бил за во политика, платформата. ја и ти сме расправале за политика, но тоа биле нели заклучени пред 20 у години. тој случај не е соодветен дуелот. Треба да ме обезбедите политичар. Па, ако вие он сакате се со- оградува. Он се оградува, Ама не ова сум прати ја- го таму, ова прати го Ама таму. не Јас можам сум Муслим политичар, и не можам да коментира. прашам Дали- ништо. Дали сте вие представник на владата? Не, јас сум Филип Петровски, И јас сум Алберт македонски Муслиев. интелектуалец И со јас став сум- за сите политички Точно. прашања. Тоа ми го Дали возможува да видиме- македонскиот устав и сакам да ги коментирам работите во општеството во и не се след на оградувам. тоа, јас сум Алберт Муслиев, албански интелектуалец од Македонија, имам за све свое мислење, тоа го искажувам и го искажувам врз основа на свое расудување. Господине И тоа. Муслиев, И може не ли вашиот преземја став- обврски туѓи, како што ти не превреда турски. Ја те прашам дали представуваш влада, Не, не викаш можам ја да Па преземам. како мене Не, може види, да- јас можам да како мене коментирам, може меѓутоа ми не можам да превози? преземам туѓи Па ни ја обврски. не можам да превземам обврски на Можеме ли албанските да политички партии. искоментираме платформата У секој време. која што беше ставена на маса дури после изборите на 11 декември, беше подпишана во Тирана со посредство на албанскиот премиер Еди Рама, а сега е основен услов за формирање на
за новата влада во Македонија. Тоа не само за ВМРО ДПМН, туку и за многу интелектуалци во општеството е спорно, зошто една платформа подпишана во друга држава се наметна како услов за институционално решавање на политичката криза во Република Македонија. Ме интересира вашиот став како аналитичар, господине Мустафа. Прво, според ставовите на тие што ја подпишале, таа е спремена тука во Македонија. Таа во Тирана ги собрал премиерот на Албанија. Тие таму Народен ден. Па може би на роден ден, Така се, може би на се Божич, тоа е- не знам се ја. тоа е ново препокривање на па сега, работата. Народен ден. очигледно тие што не учествувале во спремањето знаат подобро зашто како е тоа направено. Јас знам изјави на тие што учествувале. Они утре Второ. може да изјават дека и у Софија е Па и спремале. овде сме слушале ми разноразни изјави, ме разбираш. од Малку е политичари. смешно, Алберт, знаеш, Не, ќе се не е сложиш, смешно нели? затоа што содржината на таа платформа Е трагична. Не, содржината на таа платформа во повеќе од 70% е идентична со еден документ кој е на вебсајтот и на владата. Се вика преглед на рамковниот договор од аспект на социјална кохезија. Што се И тој однесува до документ- рамковниот договор, Тој документ тоа е може прифатен. сите граѓани во Да. Македонија да го видат. Второ, две точки од таа декларација се дели од Пржинскиот договор. Равноправниот економски развој и А што, нема ли рамноправен развој? равноправен развој. Да, па нема ли? самиот факт што ви викам дека ние сме спротив влада која кошта милиони, а огостина немаме филтер станица, значи дека нема равноправен развој. Второ, статистичките податоци на оваа држава викаат дека регионите не се равномерно развиени. И тоа се статистики, не ги измислувам ја. Тука државни институции ги прават тие. Но тоа е дели од Пржинскиот договор. Не сум го метал ја таму. Значи, целосното исполнување на Охридскиот рамковен договор и равномерниот економски развој се дели од Пржинскиот развој. Ај се оди малку на кој дел оди на клучните работи. Ама кои се Ова е клучни? обландата. Кои се клучните? Кажи ми, ја ќе ти ги- И фасадата што ги сокрива работите. Ама, Значи не сме деца, сите одамна политичари се прават знаеме. фасади, не го кажи ми кој дел, ја ќе Ајде го да ги коментирам. симнеме фасадите. Законот за може ли? езиците беше она Не е што само законот за езиците и Ќе ти државните кажам решението на законот на езиците во тој преглед какво е. и државните И тој е символи. документ службен на државата е комишен, како се вика, побаран да се сработи од страна на поранешниот премиер, а е спроведен од секретаријатот за рамковен договор. Тоа е факт и може да се провери. Не го кажи ми кој дел е толку страшен. Знаете што е спорно? Веќе ви Ја би сакал да прочитам го коментирам. Апсолутно, еден од па затоа лидерите- сум тука. Само нека Само да ќе ве зборам во исто прекинам. време, пошто ќе се створи фонија, нема Ќе ви никој ништо прочитам да не еве разбере. изјавата последна, да не ја пуштаме аудио, само некои делови, изјавата на Зијадин Села, кој што вели дека потребите на албанците не се само еден премиер кој ќе дава заклетва пред знаме и химна кои сакаме да ги смениме. Како да почитуваме една национална химна која албанците не ја гласале. Првиот албански парламентарен состав не го гласаше овој устав, не го гласаше знамето, ниту химната, тие треба да се променат. Понатаму во својата изјава тој вели нема македонски идентитет, нема македонски народ, тоа се измислици од пред 100 години. Знаете, тоа се работи затоа кои е донесов книгата, да видиме што Тоа се вика работи кои странскиот што ги печ. подгреваат односите и тоа се работи кои што ја навредуваат македонската етничка заедница и тоа се тие делови од платформата и делови кои што ги застапуваат политичарите од албанскиот политички блок, а кои што ги туркаат граѓаните на улица. Како гледате вие на за таа тоа? изјава стварно ќе треба да се произнесе. Ја нити имам Значи, дилема. тоа што ти одговара, коментираш, ама чекај а да тоа го што не ти докажам, одговара. Филип. А Ама чекај то- да го докажам, ја можам свој Филип, став да да го кажам. ставам. Ја нити имам дилема, нит имам некакво негативно размислување за постојањето на македонскиот идентитет. Мислам, апсолутно за тоа немам дилеми. Како цел тој разговор се одвил, стварно не сум го видел и мислам дека он треба да се доискаже затоа што тоа реално е навредливо за македонската заедница во Македонија. Тоа го сваќам. Што се однесува до химната, грбот, знамето, тоа не е нешто што албанците го криеле од 90-та година. Тоа се ставови на албанците од осамостојувањето на Македонија. И второ, овде имавме предпрошла година иницијатива за менување на грбот, па председател не стана на нозе да каже вие го менјавате грбот на државата. Имаше иницијатива од ВМРО, ДПМН и од ДУИ. И тоа се легитимни политички барања. Албанците сакат да се видат себе си во тие три институционални обележја. Ама тоа, ако се спроведе преку парламент, кој е тој што може тоа да го оспори? Парламентот ги представува граѓаните. Но за втората, видите, например, има една историска вистина дека
и во османлиското муслиманските албанци тогашната држава не ги издвојувала од останатите и од турците. Тоа не значи дека ние сме имале дилеми дека постоиме и тогаш и сега. Ви велам, таа изјава он треба стварно да ја образложи, и ако е дадена во афект да се извини, ако имала некоја Ма логика. каков афект? Сега не сум го Не гледал. е афект, човекот Сега ја ти го кажав мојот став. Човекот си кажува што си мисли. Ама ја го види сега Ама тој постојано го збори истото. и Ману издаде една енциклопедија која мене ми беше навредлива. Ми беше навредлива и тоа го кажав. И ја велам, он треба да се Ама не доискаже. можеш така да генерализираш. Филип, а како? У Мано Што има и треба да албанци. Па у Мано има и албанци. Тоа време немаше. Како Имаше немаш? само еден и он се огради од уче. Добре, тоа е друга тема, само пример ти дадов. Ја шириш безпотребно. Да збориме за платформата и за села. А има и други елементи Ти сега ми околу велиш за платформата. села. Ја за села ти викам. Таа изјава е Што мислиш ти навредлива. дека ќе се извини он некад за тоа? Ама се, што сега се ја арбитрарно за него да Ама те па одлучи. човеков се знае дека Ако тоа го сакал мисли. да навреди, треба да се извини. Сакал да навреди. Па сега пак ќе кажам, ти сега, И јас сум навреден. ама ако се Како чувствуваш... и сите македонци. Ма не знам што да ти кажам, ја ти Па, викам дека ти- ја па као ја- Алберт еве, јас ќе ти немам кажам. ни дилема, ни сомнеш дека тоа постои, дека е етаблирано, дека си има историја свој Идентитетот и апсолутно. македонски. Ама немам дилема за тоа. Еве јас ќе ти прочитам од New York Times, од кој сакаш вестник Ма да сега ти ја ти викам прочитам. дека нема дилема, не мора мене да го Ама да прочиташ. илустрираме. Значи Ако повели да Филип? илустрираме, значи апсолутно јас го поздравам тоа што го кажуваш ти. Ти си вака еден многу поприбран Не, извини. човек и политичар однос на села. Само да го докажам ова. Ако некој од соседните држави немал проблем или оспорување било какво на идентитетот и историјата на македонците, се баш двете албански држави. Нит Косово, па нит Албанија, во ниеден момент не го оспоруваат. Ама не тој идентитет. признаваат подоставно име. Се, да збориме за идентитетот или за името? Па, А ова име ние сме го избрали, па, не можеме ја да кривиме Па Албанија, името зашто и идентитетот не се слични, апсолутно не се. различни. Јас сум живеел во Јужна Славија, во Југославија, а мојот албански идентитет воопшто не сум го доведувал во прашање. Ја и ти може да полемизираме овде многу Може, за името може. на Па, затоа државата сум тук. и идентитетот. Ја А името исто не чини така, треба да го смениме. фајром, Не, Република сме- Македонија. ние сме не, фајро. Република Македонија. немај да ми имплицираш, Филип. Тој договор 93 албанците воопшто не се Кој договор? Таа одлука, договор, тоа За приемот во Обединети нации. Тачно, албанците не биле консултирани Тоа ни е грам. привремена референца, тоа не е име. Па, види, Нашето име е Република бивша Македонија. Југославија, социјалистичка федеративна Сега кажи ми, функционираше значи, 40 години као држава, а ние сме 25 години под референца. Привремено име. Сакам, не ти го кажав тоа, ја ти реков дека 93-та албанците воопшто не биле консултирани за тоа. И сега не можеш тоа име на Албанија да му го префрлаш као вина. Тоа име е име која Македонија го прифатила. Зошто не направат потек, бидејќи велиш дека позитивно размислуваат кон оваа држава и да ја признаат како Република Македонија? Стратешкиот партнер на Кој е вашите... стратешки партнер? Чекам. За кого мислам се? За НАТО, за Америка, за кој? Види, Па Америка призна- не пристава под уставно име. Америка Зошто е не следите доволно, Америка? Америка е доволно јака да го направи тоа. А зошто не ја следите Америка? Па Нели тоа ќе- стратешки партнер е? Ама сега ти многу ме генерализираш мене. Јас станав главни у Албанија, у Косово. Сега јас сакам да ти укажам. Алберт, ти збориш као граѓанин или представник на албанската Јас заедница? зборувам као Алберт Муслију, Ама граѓанин, рече, интелектуален. албанец. Па јас сум албанец и немам дилема со тоа. Ама ја немам дилема. Ама ја ако сакам да ги представувам албанците, ќе си влезам во политичка партија, ќе им го земам гласот и ќе ги представувам. Одлично. Ти Тачно. имаш граѓански пристап, но тие што ги представуваат албанците, као на пример еден села, нас не негира. И тоа сака да го вгради во платформа. Таа платформа сака да ја внесе во парламент. сега многу. Извини сега, ја значи не Добро, пробувам да не те окей. прекинувам и мислам дека е коректна дискусијата, нема ни навреди, ни мислам одамна се знаеме. Значи он пробува да ја внесе таа платформа во парламент, преку парламент во владата, негирање на нашето постоење и очекува дека ние нема да реагираме. Па тоа е надвор од памет, дека такво нешто ќе дозволиме. Да те подсетам само. 2001 имавме вооружен конфликт. Да не ти кажувам колку имаше мртви на едната страна. Знаеш дека 2001 знам све што се дешавало. Значи Да. колку мртви на едната страна, колку мртви на другата страна. Да. Вашата страна се уште ги крие бројот на мртви, меѓутоа ние ги знаеме колку се.
За корпусна права, окей, ако сакаш да се смееш, тоа е право. Ама ти Ја не ти се заклучуваш смеам. нешто, Не, е конспиративно, ние сме криени, тој не крие. А може ли да завршам? Ја не ти се насмеа. Колку мртви има албанци? Колку мртви има? Во ниеден момент кога ти 2001, колку мртви албанци има? Па, Каде ја се знам, статистиките? Ја знам дека имало мртви кои Нема не биле ниеден. ни албанци, ни турци, ни Чекајте, босанци, ни румуни, Дозволи, биле нема- некои нема ли ни- украинци. нема ли ниту Сега ја ти еден? велам дека за 2001 знам прилично Кажи ми, све. окей, малку Да. е оф топик. Да. 2001 година. Има или нема мртви албанци? И како нема мртви албанци? Па каде се статистиките? Па дали ова држава Зошто се има кријат? институции кои се бават со А статистика? гробове има на секаде на мртви учека, така? Да направиме Чекај, пауза за извини, реклами. извини, те молам да ја завршам А реченицата, колку имам се ти поента. ајд по твои бројки? Баш сакам. Важно ли е да не лицитираме? Па сега ти ме А сакаш ја да лицитирам, А ти имаше ли неќеш. мртви? Како Еве само немало тоа. мртви? Имаше Како мртви. немало мртви? За корпус на права кои што се далеку помали од ова што сега сака Заев и Села да го направат. Само сакам да кажам дека за нас ова е неприфатливо. Ќе доведе до сериозни последици и големи пресметки. Тоа сакам да кажам. Тоа е мојата поента. И јас имам право да го кажам Ама, тоа. апсолутно. И јас имам право да го бранам мојот идентитет Апсолутно. кога е доведен во прашање. И ќе го бранам. Во овој случај мислам на мене како припадник на македонскиот народ, како народ кој ја основал оваа држава 44-та на заседание на АСНОМ, и јас, ако вие имате право да притискате вака 25 години, мислам Села и другите, тогаш ние ги имаме сите права да се браниме. Ама кој го спорите? Ете така, не стигнав ништо Само од да книгата. само да до Ќе се прецизирам. вратиме може би од другиот повторно. дел. Само Да, ќе се вратиме. ставот на Села не треба прво да се поврзува со платформата, затоа што за тоа во платформата воопшто не се збори. Ако Села успее да вметне таков дел, што пак ќе кажам, тоа не е до мене да го образложам, он треба да го образложи. Ако он има дилеми за идентитетот на македонците, тоа е навредливо и тоа треба да го образложи. Но и под услов тоа да го направил, ако сака у платформата да го метне, што не е таму, не. Тоа ќе го направи со другите партнери. Ако тоа го направи и се најде некој што ќе соработува, ова се многу ако. Ако се најде некој што ќе соработува како Заев, Ама ако тоа се случи, значи тоа не е случајно. па Ние најдено сега- е. Ама Па кој? најден е Кој? па Заев. Ама зашто ти сега велиш Села ќе го вметне тоа, па ќе го. Не, Значи тоа јас не сум е многу дел. јасен, Алберт. Јас сум Ама многу сега- јасен. Па тоа знаеш многу добро што ќе направи Села. Заев Ја не прв знам. треба да каже ова е неприфатливо, ама не сме да Како? каже. Па сега тоа ќе Па- сега не можам ја Па да. како да го Нити прашам? имам намера да го бранам. Устакленот звоно нити го има- чуваат. нити- Само му даваат инпут што треба да каже да запали Правиме ситуација. куца Своји пауза и се ставови, немам враќаме. ја. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Да сме во студиото Алберт Муслиу, Филип Петровски во Пулт на Радио Слободна Македонија. 10 дена поминаа откако Иванов не му го даде мандатот на Заев, иако Заев ги имаше 67 потписи за формирање на ново парламентарно и владино мнозинство. Зошто Заев не открива што е договорено со партиите? Тој вели се разговара за враќање на парите, за зголемување на платите, за буџети и така натаму. Од друга страна го слушаме Ахмети како вели дека се договорени двојазични банкноти, дека е договорено Албанец председател на собранието. Значи постојано сме во некоја конфузија, слушаме различни изјави. Што е причина за тоа? Зошто е една толкава мистерија околу она што е договорено, доколку господине Муслиу велите она што стои во платформата не е ништо спорно затоа што е веќе вградено во документи на секретаријатот за европски прашања и така И во натаму. програмите на тогаш овие партии. толкава мистериозност и чување во тајност на сето она што го договараат идните владини коалициони партнери, СДСМ и ДУИ. И втората дилема која ќе отворам, па ќе ја почнеме дискусијата, колку е можно во една ваква ситуација на зовриени етнички тензии, албанците да одиграат една улога со повлекување на платформата во овој момент и стабилизирање на односите, или пак она што ВМРО го предлага како опција, СДСМ да се повлече од платформата и да формира малцинска влада со поддршка на ВМРО да помане нивните 51 пратеник. Повелете. Види, работа е на начин на действување на политичките партии. Не ова прв пат ми е да имаме тајни спекулации околу договорени владени коалиции, тоа се случуваше и во минатото. И тоа е проблема. Јас сум од пак е Алберт Муслиу, независен интелектуалец, јас сум за отчетност. Така да за мене Не си секој независен.
Независен сум апсолутно. Зависиш од доста Не, чудни не, не. финансии позади тебе. Не. Извинувам, Сакаш да мора да ти збориме за кажам. финансиите. Види, ја дури сакам да се доискажам за тие финансии и да ако- ти кажам многу ме влече да ги Што не ми дадат на мене такви финансии? Па ти сигурно имаш поголема плата од мене, сакаш да се менуваме. Со тебе, да. Знаеки колку пари ти даваат американци. Не, мене од тој проект ми дават $52 и тоа може да се провери на вебсајт, а од прилике платата таму ми е 30 нешто илјади денари. Така да не се исплати. А ако некој вака, како да кажам, еминентен интелектуалец се заинтересиран за мојата функција, јас реално сум спремен да ја остапам. Работата е кај нас што независно колку пари имаме, ние не може Да да не земаме заборавиш провизии. наветувањето после емисија. Не, апсолутно. Ама треба да ми обезбедиш нели билатералност, да јас седам таму па или да ги менуваме платите. Ако мислиш дека имам поголема, подпишеме договор нотарски, секој си ја Да зема. го видиме прво финансискиот извештај за Финансискиот минатата извештај година на вебсајт е. Реално и може секогаш да се прегледа, нема спор со тоа. и ревизија. Али и ревизија од независни ревизорски куќи, значи за тоа да немаш дилема. И второ ти велам, од тој проект земам $52, што отприлике е 2500 денари. Толку тој проект е вклучен во мојата плата. Ако продолжиш ќе почнам да те жалам. Па да ти кажам, па може, Тоа за не треба да ме секирање, жалам. муабетот е да се насекираме. Не за жалење. Може ли Јас сум добар во тој сектор, само не во невладината, така да немам. А за невладината, за тоа сигурно може да се провери. Сакам, нели прашањето беше за платформата или Прво, зошто мистерија околу тоа што е мистеријата договорено е и колку е можно заради повлекување од стандардниот едната или од начин. другата страна? Значи, заради стандардниот начин на кој нашите политичари се однесуваат. Не е прв пат кај нас да имаме политички договор. Нема мистерија. Нема мистерија. Заев тврди дека преговара за враќање на Има парите. какафонија. Он кажува едно, Ахмети кажува друго. Вие само треба да ги ловите елементите и да ги споите во поголема слика. Заев не го кажува тоа што го плаши да го каже пред македонскиот народ, затоа што предизвика бес и 100.000 луѓе на улица и знае ако каже се дека ќе има 200-300.000 луѓе на улица и затоа молчи. А Ахмети си кажува затоа што партијата му беше во распад и он сега се представува како спасител на партијата или на овие барањата на албанците. Нема мистерија. Све е јасно ако сакате да погледнете реално во работите. И тоа е договорено. Ама Заев не смее да го каже. Па вие пратите го што зборува на македонските телевизии, пратите го што зборува на телевизиите кои што се обраќаат на албанската групација во Македонија, пратите го што зборува во странство. И треба се да споите, не да исклучувате едно со друго. Човеков си кажува се. Добро, имаше Само си разлики бира, пред, да, си бира кај си кажува што си кажува, малку е до душа лабилен, затоа што кога има што да каже, кога ќе му кажат што да каже, кажува, кога не му кажуваат што да каже, молчи и чека инструкции. Фино кажавме у паузата, најден е човек, најден е нов коте од рулја, кој што треба да ја заврши работата, и ако успее да ја заврши работа, ќе биде славен и најверојатно ќе му дигнат биста, можда Тирана, можда Приштина, а може би у Тетово. Ако не, ќе го фрлат и ќе барат друг Заев. Они се у многу солидна позиција. Договараат платформа во странство. Ми кажува Алберт, Албанија била членка на НАТО, значи сигурна е безбедносно, а нас може да не дестабилизира кога сака. И едноставно, они овдека наоѓаат пета колона, Квислинг, кој што треба да ја одработи работава на штета на македонскиот народ. И од таа перспектива, они имаат сосема јасно поставена цел, стратегија и како да ја остварат. Проблемот е внатре во македонскиот корпус. Среќна околност е што македонскиот корпус за некои 10 дена максимум, ако продолжи ваква унисоност, унификација, ќе го остави само раководството на СДСМ да биде во прегратките на Рама или на Хашим Тачи. Што значи дека овде ќе се деси таква револуција, која што едноставно ќе го отфрли се она што се договарало. Можно ли е повлекување до вас? Прво, мене ми е јасно дека Филип нема некои позитивни емоции кон Заев, што е нормално. Тоа е окей. Ни кон платформата. Кон платформата, апсолутно. Второ, да се извлече Заев како единствениот политичар овде што има различни ставови, тоа
баш и не држи, затоа што ние сме гледале многу ретерирање од многу ставови што ги имале нашите политичари, вклучувајќи го и председателот, кој сега е Например? па со аболицијата, ме разбираш, Аболицијата што? Аболиција направи на многу луѓе со многу случаеви и истата е повлече. Ето, тоа е на пример флип-флопинг. Ќе направиш нешто и се повлекуваш. И тоа генерираше на пример револт, затоа што луѓе според него не треба да одговараат за работи кои наводно ги сториле. Не. Па не сум Ова е разбрал искачање ваша од аболиција. контекст. Значи, ако збориш за СЈО, Не, зборам за орган на- аболицијата, која Ама кој ја ги гонеше? Кој требаше да прави Па кривични нив ги пријави? гони СЈО. А СЈО што е? А знаеш кој даде највише гласови за СЈО? Ама не е важно тоа. Ама важно е, Не, не е важно извини, само ти што го велиш. Не, важно е. Значи, знаеш кој даде највише гласови за СЈО? СЈО се дадоа гласови од сите партии. Највише даде ВМРО, Затоа што имаше се највише. сметаше дека ќе биде независна институција. Но кога стана партиски орган на СДСМ, Тоа е твој ние став. не е само мој став. Него на сите што се Види, истомисленици. види, ние го кажавме ова пред изборите во кампања и добивме 455.000 гласови. Добро. Тоа е став и на тие пола милион македонци. Добро. Но се разбира, тука има и роми, и боšnjaci. Доста. Али став на 700 и нешто илјади, кон Кој на 700.000? СЈО, Кој па сега 700? сите други Ама ти се... ова собираш као Пари Па сега Сен-Жермен ти и ги Барса собираш. голови. Па сега ти ги собираш. Не. Сите Кај други, нас на едно конто има. Сите други, Кои други? во однос на СЈО го имат позитивен став. У крајна други? линија, Кои СЈО други? во Македонија, па сите албански Сите партии... албанци со СДС. Да. Сите албанци со СДС. Не, сите албански Убаво партии... кажа сега, да. Сите албанци Не, со ама во СДС. СДС има и албанци кои гласале. Ако Сега не- немој да го драматизираш тоа. Не, Сите уопште албанци не- и СДС. Не, уопште не го драматизирам, тоа полека Па станува едно те сите исто. тие кои немаа страв дека во тие криминали биле вклучени, тие комодно како ја став, бе? Па зашто? Ама слушај, значи- Ма сега ти се... Значи сега, За што зборим? и ти ли се приклучуваш на овие од Сорос тврдењата? СЈО? 500.000 иселени, 5 ама милиарди за СЈО? украдени, За 30 милиарди губитоци и А така ти се натаму. приклучаш Па то на се- тие кои викаат дека ние живееме во економска благосостојба и све е во ред. Не, Сега јас се за што при- збориме? Па, За збориме за тоа СЈО. дека Ја ти СЈО е викам дека партиски орган. СЈО, според анкети, е најподржана институција во Кои Македонија. анкети? Сите На анкети. УСАИД? Не, на УСАИД и на овие ти што ги поштуваш. Ти и да на не тие си ги погледи. правил анкети? Не сум ги правил тие, а иначе моја подршка за СЈО била од старт. Не сум знал Ама што ќе јас ќе правил. го поддржам, значи Па да се поддржи разберем, го. извини. Јас ќе го поддржам СЈО. Да. Кога? И сите нормални луѓе ќе го поддржат СЈО, кога ќе има објективни и непристрасни обвинители. Нема. Ама чекај малку сега, дозволи. 200 луѓе има вработено тамо, сите се од СДСМ. Како сакаш да го прифатиме СЈО како објективен орган? Дали е таму керка му на Еса Драхич? Ама таму сите други И биле он ми вработени. вика, керка ми е вработена, многу беше на оглас. И дали е таму внукот на Катица? Значи, тоа ли поддржуваш ти? Не, Па јас ја како поддржувам аналитичар нивната кажам. работа. Стварно Ама ти викам која нивната работа? ја Па они поддржувам. до сега се што работат против ВМРО само. Ама како работат? Зошто нема против ДУИ обвиненија, на пример? Па, Кога? против ДУИ има обвиненија бе во Кога она ќе што има? е за изборите? Во која? Како нема? Кога ќе има против... Сакаш да кажеш дека Заев кога тврдеше дека бил најприслушуван во Македонија, а они ги добија сите разговори, не успеа да најдат ни еден разговор на Заев. Ама во смисла на што? Во смисла на Овие криминал. луѓе, па Заев не бил... Пошто нема ли криминал Ама, Заев? види се, Заев е Заев не чист. водел централна власт, сега ти не можеш да ги игнорираш тие факти. Која- Тоа СЈО... А Струмица е небитно на евро за вицето што бара Па ако- од секоја трансакција. И едно за црквата. Па тогаш јавното обвинителство е неспособно. Ако во Струмица имало толку криминал, а тие тоа не го нашле. Не, извини, предметот го одзема специјалното за да го заштити. Знаеш. Ама тој И предмет не е подкуп, и завршен. пуч, и све живо. Значи, они што прават? За пуч Значи, они можам ги- да го образложам. ги- За ги- подкуп не е завршен. Они ги зимаат Подкуп е се предметите. уште во надлежност Во на надлежност. јавното Ама знаете што обвинителство прават? за Они организиран го криминал. зимаат еден по еден предметите, се обидуваат се да земат кај тој нив. предмет не е земен И од после вика, СЈО. ќе го ставиме у фиока, значи не вика го отфрламе, него го ставаме ад акта, додека се појават други околности, што значи дека го во бесконечност го штитат, за да не може да се заврши случајот и да не може да биде обвинет. Значи,
Такво ли извини, Не. извини, дозволи. Такво ли специјално обвинителство треба да го поддржуваме? И кои се тие анкети што кој го поддржува тоа обвинителство? се го. Значи ова се ставови на Сејо е поддржано политички при формирање. Значи Тоа е Сејо различно. политички е 100% поддржано. тоа е Значи различно. немало ни еден против таму, Ама само тоа е две таму. различно од делувањето на Сејо кој што е политичко. Но сега е Ја- проблематично дали анкетите се за ќе Сејо добие и- продолжување на мандатот. Значи и тоа на пример во јавноста се брка две работи. Прво е продолжување на мандатот, кој е дефинирано како се прави, а второ е значи времетраењето на можност на поднесување на пријави. Тоа не ми е спорно. 18 месеци. Ја не знам зошто во Македонија некој би се веселел ако не може да се поднесат пријави за кривични дела кои не оштетиле нас граѓаните. Тоа ми е парадоксално. Но тоа е дел од политичкиот Пак свет. правиш. Не правам. Пак правиш замена на тези. Не правам замена Ако на има тези. кривични дела, ние и да не постои Сејо, има Ојо, па Ојо може да си Па зошто поднесува. не ги поднесала? Зошто не ги Па поднела? кој вика дека Ама нема да зошто ги не ги поднесе? поднела? Прво и основно, врз основа на овие разговори уште еднаш ќе те вратам. Тие разговори се, сам знаеш, најголем дел од нив алтерирани. Знаеш што Не, значи јас алтерација? знам дека Моделирани се- германците као партнери кои биле стратешки партнери на ВМРО ДПН велат дека тие разговори се оригинални. А, значи, германците ако велат, ние као Библија прифаќаме, така? Па се тука едната Како ќе докажеме дека тука едната страна вели дека се оригинални, другата вели дека не се, третата страна која претпоставуваме дека неутрална Тоа се треба не да се може. докаже. Ама не можеме ние сега германците исто да ги правиме дел дали на тоа значи македонската дека политичка дали сцена. тоа значи дека Па зошто ова извини, влада? дали тоа Зашто значи ова влада? Дали тоа значи дека ако русите кажат дека се монтирани разговорите, ние треба да кажеме па русите поголема Ако за држава. тебе Поголема држава од Германија. Ако за тебе ставовите Па, на русите како и мали на џукица го германците, замислува светот. ако за тебе ставовите на русите и германците имаат иста објективност, тоа ти тоа може да го кажеш. Него ја ова сакам да го кажам. Зошто ОЈО не ги поднесе тие материјали во референтна некоја лабораторија и да излезе со став? Па усајало се. Ама тие биле и ОЈО. Не биле. Па како Не биле, 20 кај Заев пријави биле. имаш? Извини, кај Заев биле. Не, извини, 20. Не, Ама сега значи Ама малку види сега, импровизира. сега спинувам, не импровизирам, ти не сакаш да ме послушаш. Во имаше јавното пријави? обвинителство за организиран криминал ги имаше само јавно објавените разговори кои Значи, Заев беа таму. изнесе на пресконференција, само и тие. СДСМ поднесе кривични пријави таму. Значи Само за тие тие материјали, па за тие материјали може ОЈО да каже се оригинални или не се оригинални. Не се отиде по тој пат, туку се отиде по патот да се одбијат као докази, а не да се установи нивната веродостојност, дали се оригинални или не. Тоа е тоа. И ја значи- као Алберт сакам сите тие кои биле на владини функции, кои трошеле државни пари, ти како ми викаш треба да дојдат ревизори и ти прават да? ревизија, Па тоа и треба. јас сакам Па сите треба. тие кои трошеле државни пари, ако ги злоупотребиле или ја злоупотребиле својата позиција за тоа да се одговараат. Но и Тачка. градоначалници Ама, кои што ја- барале евро за вице, Види се. евро за црква. Ја мислам дека јасна беше мојата реченица. Сите, Сите апсолутно. се однесува на Заев. Види, ја немам Се дилема. однесува ли на Заев? Филип, ако Кажи ми, дали се Заев однесува на прекршил Заев? закон, па нормално Дали дека се треба да го однесува на теу тарифи? Пак ќе ти повторам. Може ли теу тарифи да Ама- влезе во тој? Сакаш во една реченица да, Да. ти кажам. Сите така. што зло, ама немам тоа дилема. треба. А ти Тоа дали треба. се сложиш дали Да. сите што злоупотребиле треба да одговараат? Апсолутно. Тогаш сме се разбрали, немаме Апсолутно. дилема. Може Немаме ли да дилема. Ако дадеме некој едно нешто финале? злоупотребил, треба А да тогаш треба да немаме дилема. одговара. Ние овдека зборуваме за политички пристап и политичко заштитување на Заев од СЈО. Инаку треба Ама секој јас да сум одговара. против политичко заситување. Ама апсолутно. А Ја тоа што треба да се укине СЈО. не, ама види, твојот и Или мојот треба да став. се смени Катица, Твојот- Фатиме и Ленче, најмалку. Види, Фатиме и Ленче и Катица си работат во Што услови работат? каде Се што сликаат по амбасади? Види сега. Па по амбасади си се сликали и ти, и јас сум се Не, сликал, не тоа се не слик- значи дека не, не не, работам. не. Сакам да ти кажам, Не. како ја и ти сме се Не. гледале на приеми. Приеме друго е сликање со амбасадори кои што се клучни играчи во процесот на Ама с- дестабилизација ама на види, државата. Филип, сега. Од кои што најголем дел или си мојот- отидоа или ќе си одат. Ама сите А ние ќе живееме тука. Сите амбасадори. Колку амбасадори се сменија од Сите- нашиот претходен дуел пред 20 години? Ова е едно А 5-6. знаеш ли колку име гајле за Македонија на нив? Не, ова не го разбирам. Они ќе си отидат. Ама ја и ти треба па тука тие да не- живееме. Тие не живеат тука. Ама си Па како може да ги нивното да биде повалидно од Па за нашето? некои работи За мал кои се работи? подобро и знаат. И се Подобро знаат. Од мене и од тебе подобро знаат како живееме ние тука. Објективни се. Затоа што ја и ти имаме може би различен интерес. Политичките партии овде имаат различен интерес. Ако имаат тие различен интерес, и ставовите им се субјективни. И затоа треба германците да ни кажат или американците.
Па ја Али верувам. не и русите, така? Ја верувам, па ние не Или кинезите? Ние- Или Индија? Дали, Зашто не Индија? Дали во твојата Да ја политичка повикаме партија Индија. има визија за членство во Руската Федерација? Не, озбилно те прашувам. Не. Види, Ти сакаш ние ние да се имаме учлениме во Европска Европска унија унија. и И НАТО. НАТО, значи ние треба тие нивни норми и правила на однесување да ги поштуваме. Ова По некој секоја цена ли? Ова ако сакаме да ставиме Што е да кажат они да Не, прифаќаме, не, така? не, ама норми Они и кои ги принципи. Норми и принципи. Норма Не и зборувам принцип ја- е различно од изјава дадена вчера за телевизија. Која? Може ли да дадеме финале со тоа кога Сите. очекувате Македонија Која да изјава добие беше? нова влада? Дека Значи, сака да они го дека не толкуваат- охрабрува да се формира влада и Уставот да го толкуваат они и тоа да биде за нас Не го толкуваат мериторно. они уставот. Они викат да што побрзо да се формира влада и да Македонија влезе во реална имплементација на реформските процеси. И што е тука? И кога ќе влезе у НАТО ЕУ, на светеникат. Ама ти мислиш дека јас се сложувам со тоа? Ја во ниеден мој јавен настап не сум рекол дека таа блокада е нормална. Но исто така сум рекол дека неодговорно однесување со цел на на прајање на внатрешни дневнополитички поени исто така е контрапродуктивно, затоа што иритира. А зошто да иритираш? Нешто што не е продуктивно. Тоа ми била целта. Мислиш на состанокот во Тирана на албанските лидери од Па Македонија? ако состанокот во на Тирана... на тој состанок. Ако Каде што стои карта на голема Албанија позади. Да? Нели Рама вака седи, позади има карта на голема Албанија. Пола Грција, пола Црна Гора, Не сум до приметил Ниш. стварно. Не си Стварно, приметил? Не, баш ќе ја видам. Не си приметил? Не верувам Рама дека Па ме направи просто не така ми нещо. се верува. Види сега, за Јас ќе ти квалитет. направам фотографии и ќе ти пратам Албан. И да ми пратиш, Филип. Може ли А за крај едно очекување? За коректниот однос на Албанија кон Македонија, не сега. Сега се виде колку е коректен. Пошто? Само да знаеш, Пошто? јас сепак мислам дека во Албанија постојат структури, посебно десницата, кои што се многу коректни кон Македонија. А Рама, кој што е играч на Сорос, треба побрзо да си оди, мислам дека брзо ќе си оди. Види, Во ако- светот се случуваат многу големи драматични промени, ќе биде и он колатерална штета. А види, ако биде, он ќе биде, но ако некој од лидерите балкански бил... И се надам дека ќе ја тргнат само картата на само голема го дефинира. Албанија. Сега, Знаеш, кој инсинуира? пошто на таа карта Види, има Рама- територија од Македонија. Рама е доволно Има територија од возрастен да се Македонија. брани сам. Но сакам да укажем на еден факт. Ако некој од лидерите во регионот бил близок со Соросовите структури, тоа бил нашиот председател, он бил во управен одбор. Ја не знам Рама дека во своето CV има учество во некој... Тоа ли ви е тактиката? Не ми е, него сега... Па и јас сум бил на конференција на Сорос. Соросоид ли види сум? сега да си во управен одбор. Еве, јас Соросоид ли сум? Не, па не Сум- знам. Сум Ти бил треба- на конференција. Ама ти Па не сум. Ама треба да се Не, дефинира. антисоросоид. Си бил во управен одбор некогаш? Не Ја сум не бил. сум бил никогаш таму, не. И за Соросоидлук, јас сигурно не сум имал нивни грантови. Но, сега ти кажам, ти сега ми имплицираш дека Рама е Соросоид. Па е. Па и. Ајде, побрани го Дај. малце. Не, ама Побрани не го види, малце. он е прилично. Брани го малце. И голем вака и корпулентен, да е Голем. доволно паметен да се одбрани сам, нема ја него што да го бранам. Него може да го бранат факти кои се поврзани со соработка со сериозни институции европски, така да. Картата на голема Албанија позади него. Не знам, стварно не сум го видел тој. Може ли за крај Невозможно кога да не се Алберт види. Картите Мислиев? на голема Македонија стои позади нашите политичари, па тоа не беше. Тоа е Може ли за картата крај во само неговиот очекување кабинет, кај колку што време беше очекувате состанокот? да помине до составот на идната македонска Ја влада? мислам дека нема да победам повеќе од 10 дена. Филип? Јас мислам дека составување на ваква антидржавна, антимакедонска влада не смее да биде дозволено по ниедна цена. Македонскиот народ мора да покаже државотворност, мора да покаже жилавост, каква што е имал низ историјата, да се спротивстави по секоја цена. Во случај кога е нападната државата, кога се нападнати темелите, корените на унитарноста и самата незина суштина, се е дозволено. Ви благодарам на двајцата што бевте денеска во Пулт, ви благодарам за Ова не конструктивната е дискусија. јубиларна 20, Па и- 20 годишна. Па и лани имавме. Не, Лани нема две јубиларна, имавме. ова не е. Лани имавме и кај Васко и во ТВ Сега Нова. да ти кажем дека не е јубиларна после 20 години. До година ќе ја викнам пак на ова место и ќе дискутираме за развојот. Знаеш, што тебе може да се разберам, иначе не ќе да ти го цитирам Рамадани и другиве, како се понашат во дебат. Види се. Овде јас ќе се одјавам, ќе оставиме дискусијата за после емисијата. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со Пулт на Радио Слободна Македонија. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно.
Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на радио Слободна Македонија со Славица Арсова.